Ќе видиме шо мустре Зетко Мартин. Баш ме интересира да ти кажам. Во којна скри се и слушај го внимателно муавето. Слободно! Отклучено е, слободно. Кај си бе, Мартинче, бе, добар ли си? Добар е, бе. Маја, каде е? Маја е на депилација и на ногти, и ја ја искористив оваа прилика да те викнам да си направиме машки муабет во 4 ока. Ако бе, Чичкоперо, кажи слободно. Прва те прашам, ти и моја Маја, колку време идете? Па, еве сега во мај 5 години веќе. Стабилна врска, 5 години. Па да, стабилна врска, ама ако прашуваш за брак, не планираме уште. Мислам, Ту си е ваша работа, бе, не би се мешам. така да Сум тама работа. Па и млади сме, Млади да сме. поживееме уште до 32-3 години. Може. После може Памет, да планираме такви работи. Така. Мартинчо, Кажи, Чичко. ова е моја ракија, ја ја правам. Значи ПСК. Прва лига ракија. Фала ти многу, јас ракија не пијам. Не пиеш. Не пијам, стварно не. Добро бе, нема везе, има бело вино, црвено вино, пивце. Ништо од алкохол, Чичкоперо, ништо од алкохол не конзумирам. Прв пат гледам човек во Македонија што не пие алкохол. Добро, нема везе. Ова што го гледаш, овие се цигари, сам ги правам. Со машинче чап-чап. Тутунчево од пазар. Ова не е тутун. Килибар, бајадера. Пробај. Ама не пушам. Не пушам, Чичкоперо, фала ти. Никаду живот не може да Никаду запалено живот цигари. не сум ни помислил да запалам. Не бе, тоа. Тоа ти е многу паметно. Па да. Ја пушам од моја 16-та година. Значи, поглуп порок нема, 42 години пушам, човече. И што? Ништо. Тахикардија, смрдиш. Секое савајле, isfрлам шлајмови големи како пинг-понг топче. Абе што ми кажуваше него татко ми дома и он исто од дете пуши цигари. Одвратно е тоа, бе, одвратно. По таблата си, да изиграме една табла, бе, шеш беш. 100 денари партија. Ако ме тепаш, одма 100 ќе ти дам. Абе не сум по такви работи. Човече. Сега глупо ми е да те одбијам, ама ја ни се коцкам, ни играм лото, ни уплагам спортска, ни фудбал не гледам. Мајка. Добро бе, добро. Мартинчо, значи ова меѓу нас двајца. Абе кажи Вака ми делуваш како шмекерче, мангупче, сигурно поцкаш нешто по страна. Гледај во очи и кажи, ајде. Абе, еве сега те гледам во очи, ето да не испадне ја дека кажувам. Прашаја твоја Маја, нека ти каже дека сум верен ко пес. Бре, Мартинчо, бре, не пушиш, не пиеш, женски не вркаш, не се коцкаш. Па добро бе, мајко му стара, имаш ли ти некој порок? Па немам бе, Чичкоперо, некој порок вака да ми... Не знам, еве, можда еден порок да имам, толку. Што? Па си подлажувам понекад да ти кажам, прво, ама така ознатре ми доаѓа. Тоа не е страшно, бе. Па не. Кажи ми кој во денешно време не си подлажнува. Ја минимум во дено 3-4 пати. Па да. Ништо не е страшно. Нормално е тоа. И друг порок немаш? Немам друг Браво, порок. Него, Чичкоперо, ја ќе морам да идам сега у една фирма пратив CV и идам сега на интервју, ако ме одберат мене 1300 евра плата. Вау, со среќа, Мартинчо! Со среќа, само напред. Ми беше мило. Исто и на мене. Поздрав, ајде, се гледаме, Браво. Чичкоперо. Чао, чао. Маја, каков дечко си избрала, ни пуши, ни пие, ни се коцка. Жено, дојди ове, слушна ли овој Мартинчо? Бе, тој е совршенство од дете, бе. Аллах му вера, бе, на Значи, дете. толку си глуп. Зошто? Толку си глуп. Чим лаже, значи и пие, и пуши, и се коцки по жени оди. Ама ти, твојот не се плажи, бе. Не те тепам машки мозок. Тоа не може да го свати тебе. Те прошита жеден преку вода. Тоа да ти кажам, теле шарено. Е, тоа. Има вистина. Чим си подлажнува, може за сите овие работи ме излаже. Гарант, бе. И мај.